OpenAI ќе ја прошири својата дејност и ќе влезе во бизнисот со социјални мрежи. Сервисот ќе биде сличен на платформата X на Илон Маск, но ќе се користи вештачка интелигенција за подобрени функционалности. Вештачката интелигенција ќе овозможи персонализирање на содржината, подобрување на интеракцијата и анализа на податоците. Идејата е да се создаде платформа која ќе ги обедини различните елементи на современите мрежи и да понуди нов начин на користење на социјалните мрежи. Дополнително, се планира воведување нови алатки за корисниците и нови можности за прилагодување на содржината според личните интереси. Со ова, OpenAI ќе може да се надпреварува со гигантите на ова поле и да внесе иновации во функционирањето на платформите. Netflix ја проширува употребата на вештачката интелигенција со нова функција за пребарување која ќе им овозможи на корисниците да откриваат филмови и серии врз основа на нивното расположение. Оваа иновација ќе биде достапна за корисниците на iOS во САД, Австралија и Нов Зеланд. Наместо традиционалните филтри како жанр или актер, корисниците ќе можат да внесат емоции како среќен или тажен, а системот ќе препорача содржини што одговараат на тие чувства. Например, внесувањето на среќен ќе прикаже комедии и наслови што предизвикуваат чувство на добро, додека тажен може да понуди драми со подлабок емотивен тон. Оваа функција ја користи генеративната вештачка интелигенција на OpenAI, овозможувајќи пребарување на природен јазик. Корисниците ќе можат да напишат реченица како: "Се чувствувам меланхолично, препорачајте филм што одговара на ова расположение" и да добијат предлози како Изгубени во преводот, Вечното сонце на безпрекорниот ум, Неа или Аномалиса. Според портпаролот на Netflix, Момо Жоу, ова е рана фаза од тестирањето, фокусирани се на учење и повратни информации од корисниците. Технологијата веќе се користи за персонализирани препораки врз основа на историјата на гледање, а сега се проширува и за емоционално базирано пребарување.